Добар ден, драги ученици, добре дојдовте на денешниот час по математика, наменет за учениците од четврто одделение. Моето име е Урмета Медовски, јас сум оделенски наставник во основното училиште Ристе Ристески од село Долно Косоврасти Дебар. Значи, на овој час ќе обработиме наставната единица симетрија од наставната тема геометрија. Поимот симетрија. Пред да преминеме конкретно на обработка на овој поим, јас ќе се потрудам со неколку слики и прикази да ги освежам вашите презнања во врска со оваа тема. Еве токму преку овие слики и прикази би сакал да ги освежам вашите презнања и да ве натерам малку логично да размислувате на што ве асоцираат овие слики. Поим за симетрија. Секако, секој поим што треба да се усвои, треба претходно да се дефинира. Еве, со најобични зборови ќе се потрудиме да го дефинираме поимот симетрија. Значи, што всушност представува поимот симетрија? Поделбата на некоја форма на два еднакви делови кои што се поклопуваат се вика симетрија. Еве конкретно, преку даден приказ ќе се обидеме да ја разбериме оваа дефиниција. Ако го погледнеме ова парче хартија, кое што е поделено на два дела, можеме да забележиме дека тие два дела меѓусебно се поклопуваат, односно се идентични. Токму тоа поклопување представува симетрија. Симетријата околу нас. Зошто треба да го усвоиме овој поим? Насекаде околу нас постои симетрија и врз основа на тоа ние треба да го усвоиме овој поим и секако треба да го примениме во нашето секојдневие. Каде постои симетрија? Првично, симетријата ја има кај луѓето. Еве една слика преку која што ќе ја прикажиме таа симетрија кај луѓето. Како што можеме да забележиме на оваа слика, даден еден приказ на човековото тело и, нели, тоа човечко тело сме се потрудиле да го поделиме на два еднакви дела. И сега што тука забележуваме? Тука ќе забележиме дека левата страна е сосема идентична или иста со десната страна. Односно, човечкото тело е поделено на тој начин што главата ја има половина и на едната страна, ја има и половина на другата страна. На левата страна имаме една рака, иста така имаме рака и на десната страна. Тоа значи дека тука ова фигура, односно ова човечко тело е поделено на сосема еднакви два дела кои што меѓу себе може да се поклопат. Исто така имаме и симетрија кај животните. Тоа ќе го прикажеме со оваа слика која што ни е мошне позната, особено од часовите по ликовно образование. Нели нечесто децата сакаат да ја цртаат пеперутката. Тука, на вистина, се забележува една вистинска симетрија, каде што пеперутката е поделена на сосема два еднакви дела. Значи, левите крила се сосема еднакви со десните крила. Значи, на овој начин е прикажана симетријата и тие меѓу себе се поклопуваат. Односно, ако ова крило би го ставиле врз ова, тогаш тие ќе бидат сосема еднакви.
Исто така имаме и симетрија кај растенијата. Тоа е најдобро прикажано преку примерот на оваа елка или бор, која што идентично е поделена на два еднакви дела. И симетријата кај фигурите и телата, кога станува збор за симетријата кај фигурите и телата, таа тука е најмногу застапена, најчесто се прави и секако најлесно се прави. Како се прави симетрија? Секако, постои правило врз основа на кој што се прави симетријата. Значи, за да се направи симетрија, се користи оска со која што формата се дели на два еднакви делови кои што се поклопуваат. Таа оска се вика оска на симетрија. Значи, за да направиме симетрија, секако треба да користиме оска на симетрија. Еве конкретно како би изгледала таа оска на симетрија. Значи, оската на симетрија поминува низ половината на телото, формата, и ја дели на два еднакви дела. Таа оска може да биде со полна линија или пак со испрекинати црти, како што е во конкретниот пример. Оски на симетрија. Значи, покрај поимот оска на симетрија, секако треба да се запознаеме и со поимот оски на симетрија, зошто тоа е важно. Многу е важно да уочиме дека една форма може да се подели и поклопи на повеќе начини. Тоа значи дека таа форма има повеќе оски на симетрија. Значи, формите телата можат да имаат повеќе оски на симетрија, односно можат да се поклопат или поделат на повеќе можни начини. Еве еден конкретен пример каде што тоа е направено. Ако го земеме овој правоаголник, значи можеме да забележиме дека тука постојат две оски на симетрија. Еве, оската број 1, значи поминува од озгора надоле и го дели правоаголникот на лев и десен, кои што се сосема еднакви и можат да се поклопат, и оската број 2, која поминува хоризонтално и го дели правоаголникот на два еднакви дела, односно на горниот и долниот дел кои што се идентични и се поклопуваат. Дилема. Во математиката секогаш постојат дилеми и тоа не треба да ве чуди, меѓутоа, затоа таа е математика, треба да се размислува и на кој начин може таа да се реши. Многу е важно, значи, при симетријата, визуелно да умееме да ја воочиме формата, за да утврдиме дали таа е симетрична или не. Значи, кај симетријата секогаш треба да внимаваме како ја гледаме формата. Често пати можеме да сгрешиме при симетрија на форма, односно да поделиме формата или нештото, меѓутоа тоа воопшто да не е симетрично. Еве конкретно имаме тука две дрвца, левото дрвце и десното дрвце. Навидум вака можеби би изгледале дека се исти и кога би се дала за задача да ги овие две дрвја поделиме симетрично, сигурно вака ќе постапиме. Меѓутоа, гледаме дека првото дрво е симетрично и правилно е поделено, односно левиот дел и десниот дел се сосема идентични, може да се поклопат еден со друг, додека кај второто дрвце ќе забележиме, односно треба да забележиме визуелно со нашите очи дека нешто не е во ред. Ако ние оската сме ја спуштили од озгора надолу, сепак нешто не е во ред, односно левиот дел и десниот дел на ова дрво, односно на оваа форма, не се идентични, не се исти, и кога тие би се
поклопиле, не би одговарале, односно едното ќе биде поголемо, а другото ќе биде помало. Се надевам дека разбравте целта на денешниот час и го усвоивте поимот симетрија. Секако, како и на училиште, така и тука, часот ќе го завршиме со домашна работа, каде што ќе имате конкретни форми, кои што вие ќе треба да ги поделите симетрично, меѓутоа ќе треба да внимавате, затоа што тука нели имаме форми кои што имаат само една оска на симетрија, имаме форми кои што имаат повеќе оски на симетрија, имаме форми кои што се симетрични, меѓутоа имаме и форми кои што не се симетрични. Значи, најважно е да внимавате визуелно со вашите очи, да ги перцепирате овие форми и онака како што нели вашите очи ви кажуваат, така да ги поделите. Ви благодарам. Довидување.